Македонија високо на мапата на странските инвеститори. Компаниите кои веќе работат во земјава поради поволната бделовна клима ги прошируваат капацитетите, а нови фирми се заинтересирани да градат фабрики. Силната промоција на земјава во Европа, арапските држави и воопшто на глобално ниво ја прави Македонија атрактивна за бизнисмените. Освен тоа и домашните фабрики ги прошируваат капацитетите. Само во последнава седмица беа објавени две нови инвестиции. Првата на домашната фармацевтска компанија Реплек, која стави во функција нов погон вреден над 2 милиони евра. Втората во износ од 30 милиони евра и нови 300 вработувања е инвестицијата на американски Гентерм во Прилеп. Томас Штокер, подпредседателот и генерален менаџер за Европа на Гентерм, посочи дека ова е значајна инвестиција и дека тоа го прават затоа што веруваат во луѓето и во поддршката на владата. Гентерм одлучи да префрли еден од најсложените проекти од други погони во Европа во фабриката во Прилеп. Добрите перформанси на стопанството ги потврди и државната статистика. Во првите 3 месеци од годинава целокупната економија порасна за над 3%, со што Македонија се вброи меѓу 4 најдобри во Европа. Во мај пак извозот во кој тоа како придонесуваат странските инвеститори по подолг период забележа пораст од огромни 23,44%. Истиот месец добри резултати имаше и индустриското производство со раст од 9,4%, при што преработувачката индустрија се зголеми за 9% споредено со истиот месец лани. Владата очекува добри перформанси и во време на зголемени притисоци однадвор и економски раст од 3,7% во 2025 година. 23% е во однос на евра и денари. Во однос на долари е преку 28%. Но на што повеќе ме радува е што увозот е многу помал. Увозот е во евра и денари мислам дека е негде околу 8%, а во долари е негде околу 2,13%. Ако го споредите првите 2 месеци, април и мај од оваа година, со првите 2 месеци од април и мај од 2024, длабоки анализи правиме, ќе видите дека за 80 милиони долари е намален трговскиот дефицит, тоа е цели 13%. И тоа ќе учествува во бруто домашниот производ. Премиерот во неколку наврати посочи дека економијата заздравува и инвеститорите се враќаат во државата. Тој потврди и нова инвестиција во индустриската зона во Штип. Планот е наесен да се удри камен темелник на фабрика која ќе произведува батерии, а производството ќе биде наменето за извоз. Според првичните податоци, инвестицијата е во вредност од 35 милиони евра, доаѓа од европска држава и треба да вработи до 150 луѓе. Планот е за 3 години да извезува 300 милиони евра. Освен ова, уште 3 мултинационални компании веќе донеле интерна одлука за инвестирање во земјава. Очекувањата се дека 4 фабрики ќе бидат во вредност од над 150 милиони евра и ќе се отворат нови 1300 работни места. Директорот на индустриските зони уверува дека напорната работа ќе резултира со инвестициски циклус од над 1 милиарда и 200 милиони евра странски инвестиции во првата година од мандатот на владата. Добрите перформанси на стопанството ги потврди и државната статистика. Во првите 3 месеци од годинава целокупната економија порасна за над 3%, со што Македонија се вброи меѓу 4 најдобри во Европа. Во мај пак извозот во кој тоа како придонесуваат странските инвеститори по подолг период забележа пораст од огромни 23,44%. Истиот месец добри резултати имаше и индустриското производство со раст од 9,4%, при што преработувачката индустрија се зголеми за 9% споредено со истиот месец лани. Владата очекува добри перформанси и во време на зголемени притисоци однадвор и економски раст од 3,7% во 2025 година.